खलीफा दिल हमारा है, खिलाफत जिंदगानी है, खिलाफत फसल गुल भी है, बहारे। Третиот викенд од месец март 2018 година во Лондон, Велика Британија, се одржа 15-тиот поред мировен симпозиум во организација на муслиманската заедница Ахмадија од Велика Британија. Незиниот светски лидер, петиот халифа Хазрат Мирза Масроур Ахмад, кој имаше главното обраќање на еден од најголемите верски настани кои воопшто се случуваат во светот. На симпозиумот имаше 900 гости од 31 земја, вклучително и 570 гости кои не се ахмади, министри, амбасадори, државни секретари, пратеници и голем број високи и угледни личности. Гости и верници имаше речиси од цела Европа, земјите на Јужна Америка, Африка, САД и Канада, а најмногу од Блискиот Исток. Се разбира, тука беа и представници од Македонија, кои веќе неколку години наназад се дел од собирите на Ахмадијата кои се одржуваат на различни места низ Европа. Во текот на случувањата, халифата одржа и 2 пресконференции за присутните новинари од целиот свет, при тоа расположен за одговор на секое нивно прашање. बिना मुर्शिद जिए जाना कहाँ के अक्ल। Неколкучасовното случување се одржа во џамијата Бајтул Футух во Лондон, која е една од најголемите во Западна Европа. Таа се простира на површина од 2,5 хектари, поделена е на машки и женски дел и собира околу 4500 верници, а заедно и со останатите помошни простории, тука верските обреди може да ги обавуваат и до 10.000 верници. Изградена е во 2003 година и е втората во Лондон после таа од 1924 година. हमारा है खिलाफत जिंदगानी है, खिलाफत फसल गुल भी। За време на настанот, халифата го додели и главното признание на овој симпозиум, а тоа е наградата за хуманост која се доделува 10 години наназад. Оваа година со неа се закити доктор Леонид Рошал, истакнат педијатар од Москва и председател на Меѓународниот хуманитарен фонд за помош на деца во катастрофи и војни. Наградата во негово име ја подигна Анџелина Алексеева, истакнувајќи дека со оваа награда на Ахмадијата, докторот се повеќе се труди да го унапредува мирот во светот преку своите медицински и хумани дела. Во меѓувреме, обраќања има и неколку истакнати професори кои се долгогодишни пријатели на Ахмадијата. तपते सहरा में घटा की सायबानी है। За време на неговото обраќање, лидерот на Ахмадиите рече дека муслиманската заедница Ахмадија никогаш нема да ги прекине своите напори за ширење мир во светот. Тој ги повика светските лидери и влади да ги менуваат своите приоритети и да помогнат во олеснувањето на страдањата на луѓето во земјите во развој. Тој жестоко ја осуди меѓународната трговија со оружје и рече дека оние држави кои произведуваат оружје што се користат во земјите уништени од војни имале крв на своите раце. Тој исто така зборуваше за опасностите од екстремизмот меѓу муслиманите и зголемената захана на екстремно десничарските националисти и со тоа тој ги побива тврдењата дека исламските учења промовираат било каква форма на тероризам или екстремизам. Во последно време, едно од прашањата за кои многу политичари и интелектуалци дебатираа и водеа кампањи се климатските промени и конкретно намалување на емисиите на јаглерод. Секако, стремежот да се заштити животната средина, грижата за нашата планета е исклучително скапоцена и благородна причина. Сепак во исто време развиениот свет, а особено светските лидери, треба да сватат дека постојат и други прашања што треба да се решат со истата итнос. Луѓето кои се дел од најсиромашните нации во светот не се грижат за животната средина или за најновите бројки за емисиите на јаглерод. Наместо тоа, тие секој ден се будат прашувајќи се дали ќе можат да ги нахранат своите деца.
Со тоа што ќе им помагаме на земјите во развој да застанат на сопствени нозе и да им дадат на своите луѓе можности и надеж, всушност ќе ја помогнеме и зачуваме иднината на светот, како резултат на неодамнешните терористички напади и широко распространеноста миграција на запад. Исто така има опасен пораст на национализмот во многу од западните земји, предизвикувајќи страф од мрачните денови на минатото. Особено е вознемирувачко што екстремно десничарските групи стануваат се погласни и го зголемуваат нивното членство, па дури имаат и политички придобивки. Тие со така се екстремисти кои сакаат да го отрујат западното општество, поттикнувајќи ги масите против оние кои имаат различна боја на кожата или кои имаат различни верувања. Покрај тоа, риториката на одредени моќни светски лидери стана се повеќе националистичка и воинствена, бидејќи тие ветија дека ќе ги стават на правата на сопствените граѓани пред се. Јас не го оспорувам фактот дека одговорноста на владите и лидерите е да се грижат за сопствениот народ и да ги заштитат своите интереси. Секако, се додека лидерите действуваат праведно и не ги прекршуваат правата на другите. Обидите да се подобрат животите на нивните граѓани е голема доблес. Меѓутоа, политиките кои се засноваат врз себичност, алчност и подготвеност да се занемарат правата на другите се погрешни и средство за сеење раздор и поделба во светот. Се што гледам се генерации на деца втурнати во рацете на тие што сакаат да го уништат мирот во светот, наместо да бидат на училиште, да добијат образование, така што тие ќе прераснат во пристојни граѓани кои го почитуваат законот, единственото образование што целата генерација на деца ги добива, и како да ракуваат со гранатите и ракетните лансери, како да направат самоубиствени напади и како да предизвикаат хаос во светот. На почетокот споменав дека главен фокус на меѓународната заедница е климатските промени и желбата да се задржи чистиот воздух. Дали има некој што мисли дека тешката бомбардираност нема влијание врз атмосферата? Понатаму, ако мирот воопшто преовладува во земјите уништени во војната, нивните градови ќе мора да бидат повторно изградени од нула, а тоа само по себе ќе биде огромна индустрија која ќе предизвика зголемување на штетните емисии и загадување. Така, од едната страна ние се обидуваме да ја спасиме планетата, но од другата безмилосно ја уништуваме. Исто така наречените муслимански терористи тврдат дека делуваат во името на исламот. Не верувам дека сме сведоци на верска војна. Напротив, војните што се водија и извршените злосторства се само за геополитички придобивки. Така наречените џихадисти, терористи и екстремистички свештеници служат само за да го оцрнат името на исламот и ги подкопуваат напорите на огромното мнозинство муслимани кои се мирни и ги поштуваат законите. Прифаќам дека след дела на некои муслимани во голема мера ги оштетија општеството, но не прифаќам дека само муслиманите се виновни за нестабилноста на денешниот свет. Доволно е да се каже дека сега е време кога човештвото се дистанцира од идејата дека само муслиманите се виновни за проблемите во светот. Можност имавме и да разговараме со гостите кои пропатувале илјадници километри за да дојдат до тука. Меѓу нив имаше и такви кои го примиле исламот и се дел од Ахмадијата, но и такви кои на покана на други или од чисто љубопитство дошле тука. I'm Joseph DeWalker. I work for the Church of England and I report occasionally. Јас сум Џозеф Девокам. Пишувам за англиската црква и повремено известувам за новински агенции. На овој мировен симпозиум сум за да дознам нешто повеќе за ахмадиската заедница во Лондон. Исламот во Велика Британија расте во нашата национална совест и култура во најголем случај. Заинтересиран сум да слушнам за ваквиот посебен дел од исламот и неговиот удел во граѓанскиот и националниот мир и како религиските заедници може да промовираат мир во нивните држави, но и ширум целиот свет. Мислам дека 9 од 10 британци ги сакаат и почитуваат нивните суседи, браќа, сестри муслимани. За жал, меѓународната политика во Британија и во многу земји ни се е страф, незнаење, сомнеш и непријателство за муслиманските заедници. Тоа е штета, но мислам дека настанете како овој ќе допринесат за да се надменат овие бариери. Мислам дека повеќето британци после терористички напади или слични напади може да направат разлика помеѓу муслиманите од нашето соседство и оние кои проповедаат насилство против нас. Мислам дека повеќето муслимански групи брзо ги отфрлаат и осудуваат ваквите насилија. Сметам дека овој вид на конференции се добри за да се надменат овие сомнежи и стравови во националната свест. Hi, my name's Richard Hemming and I'm here. Јас сум Ричард Хеминг и јас сум тука затоа што мојата супруга е наставничка во основно училиште и еден од родителите на нејзините ученици е активен во оваа заедница. И ние бевме поканети да дојдеме и лично да искусиме.
Беше добро да се слушнат говорниците вечерва и за голем дел од прашањата не бев свесен, ниту пак знаев многу за оваа муслиманска заедница. Имав можност да научам многу за заедницата во една пријателска атмосфера. Се беше многу корисно и интересно. Learn about those sorts of things in such a friendly atmosphere. So I'm Luigi De Salvia, I'm the president of Јас сум Луиджи Де Силвија, заменик председател на Организацијата Религиите за мирот во Европа и председател на истата во Италија. Ние контактираме и соработуваме со нашите пријатели од Ахмадиската заедница во Италија и Европа. Важен е симпозиумот како овој, бидејќи имаме континуитет од 15 години и имаме прилика на подлабок начин да се соочиме со предизвикот за ризиците, за мирот и да одговориме на безохрабрувачката ситуација со војните на Блискиот Исток, Африка и така натаму. Ние треба да ја цениме важноста на духовното и на вистинскиот приод кон религијата, таа да се вреднова, а не да се користи за погрешни цели. Мислам дека кога религиите ќе се признаат и почитуваат меѓу себе, може да предонесат за подобрување на мирот. Секако ќе имаме секогаш предизвици и тешкоти, но мора да ги одржиме мирот и правдата. we have to maintain a stable horizon for peace and for justice. My name is Father Jason Welly. I'm a Franciscan friar. Јас сум отец Джейсон Вајли, римокатолички свештеник. Живеам во Рим и предавам арапски и исламски студии на Папскиот универзитет таму. Ова ми е прва средба со Ахмадиската заедница во Европа. Кога го подготвував мојот докторат во Вашингтон, ги знаев бидејќи беа многу активни таму и промовираа меѓуверски програми. Задоволство ми е што сум поканет на ова собирање вечерва каде се прослави промовирањето на мирот. Посебно задоволство ми беше да се слушне говорот на халифата. Посебно ме трогна делот на поврзаноста меѓу грижата за сиромашните и проблемот со климатските промени, кои не можеме да ги одделиме едно од друго. Кога папата Францис ја напише енцикликата Laudato Si или Пофалба за вас, ова беше неговата главна поента, дека прашањето за природата и човештвото се поврзани меѓу себе, па затоа бев посебно задоволен да ги слушнам тие зборови и вечерва. From His Holiness the Caliph tonight. My name is Emmanuel Aiku. I come from Јас сум Емона Ику и го представувам весникот на заедницата на Гана во Канада. Мојата задача е да го покрием настанот и да го пренесам во заедницата. Овој весник го водам веќе 20 години и сум уредник и издавач на истиот. Пријател сум на Ахмадиите во Торонто. Халифата го запознав пред 2 години во Канада и е предводник на мирот, а вечерва сум среќен што тоа беше промовирано пред светските лидери. join him to promote peace, which I really like about that. My name is Mustafa Ano. I live in London and Се вика Мустафа Ано. Живеам во Ахмадијата во Лондон откако сум роден. Го поканив и мојот пријател за прв пат да присуствува вечерва и да ја слушне пораката за ширење на мирот. Во светот има многу отстапувања и многу омраза, а тоа никаде не води. Подобро е без разлика дали си муслиман, христијанин или атеист, да се почитуваме и да живееме во мир. Без тоа ќе биде хаос. that wouldn't take us. So it's better we welcome across, whether you are Muslims, Christians. Because there's a good friend of mine, so he. Јас сум овде на поканата на мојот добар пријател, како што каже и тој. Важно е да има мир без разлика на која религија припаѓаме, во која религија да погледнеме ширум светот. Секој го промовира мирот, затоа и прифатив да дојдам. We all need to be peaceful. Good evening, I'm Lance Sergeant Rob Jones. Јас сум наредник Роб Джонс од првиот баталион на британската армија во Велс. Прв пат сум поканет на овој настан кој е доста добар и добре дојден за гостите и убаво е да се видат напорите за мир. Ќе им кажам и на моите пријатели за овој настан. Овој настан започна пред 15 години и од самиот негов почеток идејата е да собереме луѓе од различни земји кои зборуваат различни јазици за да ја пренесеме пораката за мир која промовира исламот. Придобивките од тоа е што тие луѓе ќе ја пренесат пораката назад дома, не само во оваа земја, туку и надвор во Европа и низ целиот свет. Мирот е најпотребен во овој момент и од суштинско значење. Се повеќе луѓе се информирани за вистинската слика на исламот. За жал, сега пред луѓето сликата за исламот е лоша и темна. Тие знаат дека терористите убиваа, киднапираа, силуваа и сите овие злодела се направени во име на исламот, што е сосем погрешно. За да се надмине ова недоразбирање за исламот, ние започнавме оваа мировна конференција, затоа што кога еднаш ќе се прати порака за мир, таа патува. Тука вечерва има представници на 27 држави. Замислете кога тие ќе однесат пораката дома и колку луѓе ќе имаат придобивка од тоа. Тоа е како семе.
И ние се надеваме дека од ден во ден тоа семе ќе прерасне во растенија, па потоа и во дрво. Потоа сите луѓе од светот ќе имаат можност да соберат од плодовите на тоа дрво. Целиот овој процес на религиска конференција е како садење, кој ќе донесе големо дрво и луѓето ќе дојдат по оценката на мирот. Но ова се надеваме и ова е нашата надеж, желба и намера. This is our hope, this is our desire, and this is our intention. За мене ова е можност да научам за повеќе култури и религии и тоа знаење да го применам и на универзитетот од каде доаѓам. Многу сум импресионирана од тоа што го видов досега и од порака за заедничка соработка. Ако сум слободна наредната година, дефинитивно ќе дојдам. Навистина е добро што сум тука. Добро е што овој настан продолжува да биде успешен во континуитет, како и низ годините наназад. Пораката која се пренесува, можностите да се соберат членови на различни заедници и националности заедно со една надеж, надежта за мир. Ако сите го следат неговото свештенство, секој треба да ги прифати разликите за да живее во долготраен мир, со надеж за помалку вклучување во воени конфликти, а повеќе во мировни спорови. Прво да се влезе во диалог, а агресивноста да е на последно место. My name is Dr. Mustafa Abdelhamid. I am the Minister of Information. Јас сум Мустафа Абдулхамид, министер за информатика на Гана, Западна Африка. Прв пат учествувам на овој мировен симпозиум. Многу сум возбуден и импресиониран особено од воведното обраќање на лидерот на Ахмадијата. Тој допредна многу важна тема за мене во делот на религијата. Тој кажа дека ако ја отфрлиме омразата од нашите срца, ја замениме со сочувство, тогаш ќе има мир во светот. Не мора да си христијан, муслиман, хинду или будист за да бидеш смирен. Туку ти треба сочувство. Треба да сме сочувствителни едни кон други и да се разбереме меѓусебно без да ја мешаме религијата. Се што треба да разбереме е дека секој има право на своја религија. Добра беше пораката што беше пренесена. Запознав многу нови луѓе, ете сега знам и новинарка од Македонија, што значи дека целта на симпозиумот е постигната. Може би некоја наредна година ќе дојдам повторно. Maybe every other year I'll try and come. Hello, my name is Alois Seidel. I'm from Austria, from Vienna. Тука сум на покана на моите пријатели од Ахмадиската заедница во Виена, затоа што сум доста активен во меѓурелигиските односи таму. Ги ценам моите пријатели затоа што тие се еден вид реформатори во исламот и ги ценам што го возможија мојот престој тука. Има убава атмосфера и луѓето се позитивни. Очекував малку повеќе, но добро е што сум тука. Enriched. It was good to be here. The National Peace Symposium started 15 years ago. Меѓународниот мировен симпозиум започна пред 15 години. Првиот беше во 2004 година, веднаш откако оваа џамија беше отворена. Идејата за овој симпозиум е да се подобри диалогот и разбирањето за верите и да ги зближи луѓето со различни животни стравови. Со текот на годините имавме многу парламентарци, министри, државни секретари, граѓански лидери, верски лидери и обични граѓани, затоа што сметаме дека пораката за мирот која е порака на исламот е за сите. Например, во минатото присуствуваа градоначалникот на Лондон, државни секретари и представници од различни вери, и она најважното за нас, говорот на неговата светост, кој денеска се однесуваше на правда за сите. Така се обидува да ги натера луѓето да ја спроведат правдата за да може мирот да трае на земјата. Ова е меѓународен настан на кој има над 100 представници од 27 земји од целиот свет. Прерасна во многу значаен настан не само во Британија, туку и во светот. Significant event, not only for the UK but across the world. Joana Leitão from Portugal. I'm a journalist. Јас сум новинарка од Португалија и прв пат сум на овој настан, што за мене и за мојата професија е многу важно. Не знаев дека муслиманите имаат заедница која е толку обединета и толку многу се залагаат за мирот. Изненадена сум од тоа што има толку многу луѓе тука кои заедно се залагаат за стопирање на насилството и за обезбедување подобра иднина за нас и за идните генерации. За мене и за сите оние кои пишуваат на оваа тема е добра инспирација. For me, it's a kind of inspiration. जावेदानी
Ахмадија, муслиманската заедница, е исламско-религиско движење втемелено кон крајот на 19-тиот век во Пенџаб, во Британска Индија. Движењето произлегло од животот и делото на Мирза Гулам Ахмад, кој тврдел дека го представува исполнувањето на пророштвото за светски реформатор на последното доба. Мислата на Ахмади муслиманите го нагласува верувањето дека исламот е конечно упатство дадено на човештвото. По неговата смрт, заедницата ја воделе халифи и до 2016 година заедницата се проширила во 209 држави и територии на светот, со најголемо членство во Јужна Азија, Источна и Западна Африка, како и во Индонезија. Ахмадија муслиманите негуваат силна мисионерска традиција и меѓу муслиманските заедници, тие се едни од првите кои стасале во Велика Британија и во други западни држави. Заедницата моментално ја предводи Ахмад Мирза Масруур Ахмад, а незиното членство се движи помеѓу 20 милиони припадници ширум светот. Ахмадија популацијата скоро потполно конституира едно високо организирано и обединето движење. Во таа смисла постои само една струја на Ахмади муслиманите. За организацијата на нивните настани, вклучувајќи го и овој, веќе традиционален долгогодишен мировен симпозиум, се задолжени стотина волонтери, распоредени на различни локации, кои секогаш се тука да им излезат во пресред на гостите. Сите средства за негово организирање се собираат од донации на верниците и соработниците, кои во текот на целата година имаат активности како дел од заедницата. Во меѓувреме организираат и хуманитарни акции и помагаат на болни и изнемоштени лица. जिंदगानी है खिलाफत फसल गुल भी है बहारे जावेदानी है बहारे जावेदानी है खिलाफत के बिना दुनिया खिजा